Градот на конзулите, градот на клавирите е познат по многу писателски пера, кои што твореле и поезија и проза. Секако дека меѓувремено на пазарот се појавуваат и нови изданија од наши нови, млади поети и писатели, а ние денеска имаме чест да разговараме баш со една нова и прилично млада писателка. Таа пишува под псевдонимот Елена Бош Бош. Нејзината прва книга е промовирана оваа година. Имавме можност да се запознаеме при гостувањето на подвижната библиотека во Битола. Тогаш ти имаше можност пред битолчани за прв пат да ја промовираш и да ја представиш твојата прва книга. За какво дело станува збор и колку време се работеше на него? Книгата прво беше промовирана во порута Джес на 25 мај, но кога дојде подвижната библиотека во Битола, тогаш тоа беше всушност втората промоција пред битолчани. Како беше интересот од битолчани? Дали се заинтересираја, дали ја разгледаја, дали купија, дали поставуваја прашања, кој е авторот, која е содржината? На промоцијата на делото во порута Джес, да, тогаш имаше доста публика, но за жал кога дојде подвижната библиотека во Битола, тогаш времето не беше баш најдобро и немаше толку купувачи. Дали може би тоа значи дека битолчани не се баш премногу заинтересирани за читање и за книги, или само ќе препишеме на времето? Се надевам дека е само на времето. Како помина промоцијата, првата промоција? Промоцијата помина одлично, многу подобро од колку што очекував. Кој беше рецензент, кој ја представија книгата освен тебе? Промотор беше магистер Маријана Котевска-Георгиева. Извадоци читаше Бранислав Николов Пијан Славеј и модератор беше професор доктор Билјана Граматковски. Така, добра екипа и добра книга. Тоа нели, кога ќе ја прочитам ќе можам да дадам поголема критика во наводници, но сепак ајде пред гледачите да слушнеме за каква книга станува збор, за какво дело станува збор. Сонцето подземја, кралството над него е епска фантастика. Тоа значи дека дејството во книгата се случува во друг свет, не во овој нашиот. Дејството во овој прв дел се случува во Сончевото кралство, но може би во другите делови кои следуваат ќе видиме некои нови светови и нови места, да. Така. Значи планирани се и други продолжетоци. Да, планирани се други продолжетоци, моментално го пишувам вториот дел. Како беше интересот за првата книга? Дали имаш некаква информација во соработка со твоите издавачи? Како се продава? Каде ја има? Каде може да се најде? Се уште немам податоци како оди продажбата, тоа треба да ми кажат на крајот на годината. Моментално во Битола ја има во литература, книжарницата на Корзо, во Букхаус исто така и мислам дека во книжарницата Урбаниум во Горниот пазар. Така. Колку се нашите битолчани заинтересирани за читање? Дали повеќе читаат младите или постарите? Какви се твоите информации? Повозрастните, да не ни се налутат, нели? За тоа не сум сосема сигурна. Сум запознала читатели кои се и повозрастни, и помлади, но читањето не е на некое завидно ниво. Дали тоа може би е поврзано со преголемата употреба на електронските уреди, на мобилните телефони, компјутерите? Дали премногу време поминуваме на Facebook, на интернет, читајќи некои можеби непотребни или неинтересни работи, отколку да прочитаме добра книга? Најверојатно да. Концентрацијата на младите рапидно се намалува, така да ретко кој седнува да прочита книга, да речеме од 500 страници, отколку само да побара нешто на интернет, кратка статија, некој кратко видео. Дали претходно си пишувала песни, раскази или директно роман? Прво, па роман? Прво, како секој тинејџер, мислам дека барем повеќето тинејџери пишував поезија. Поезијата не е публикувана никаде, си ја пишував така за мене, но подоцна пишував кратки раскази на англиски јазик. Имам еден краток расказ публикуван во американското списание Dark Corners In,
Тој излезе во 2020 година. Уште еден краток расказ на англиски јазик треба да излезе оваа година. Значи, можеби првиот расказ може беше и мотивот за да се направи и поголема книга. Дали беше на слична тема како и книгата? Не беше. Тие се хорор раскази, а ова е епска фантастика. Секако има некои елементи на хорор, но не толку. Така. Зошто баш една млада девојка се решила баш за тој жанр? Што те мотивира? Па не знам, едноставно тој ми е еден од омилените жанрови. Обожавам да гледам и такви филмови, серии, да читам такви книги. Пред малку нели во неврзан разговор пред да го снимаме ова интервју, заклучивме дека во Македонија нема многу автори кои што творат на овие теми. Да, сметам дека нема доволно. После расказите на англиски јазик, кои што нели едниот бил објавен и едниот се очекува да се објави, дали можеби првата книга се планира да се преведе на некој друг јазик, на англиски или на некој од соседните земји? Се надевам дека тоа ќе се направи некогаш, бидејќи јас сум магистриран професор по англиски јазик, секако можам да ја преведам книгата на англиски јазик, но за тоа ќе видиме. Така. Прво да видиме како ќе помини целата приказна околу првиот дел. Кога велиме дека ќе станува збор за серијал, колку книги би содржал тој серијал? Дали е предвидено или... Тоа е тешко прашање. Кога го почнав да го пишувам првиот дел, планирав околу 3 книги, но сега кога го имам првиот дел напишан и кога го пишувам вториот, си велам барем 5. Така. Дали си учествувала на некои наградни конкурси? Ги има многу, гледам на интернет. Многу литературни клубови објавуваат конкурси на одредени теми, дали за краток расказ, дали за песни. Не сум учествувала. Не знам зошто, но никогаш кога ќе беа тие конкурси, јас сум ги пропуштала. Да, сум ги пропуштала. Така. Добро, прво па роман, сепак не е мала работа, нели? Да. Освен во Битола, каде може да се најде твојот роман и дали е промовиран во другите градови? Не е промовиран во други градови, но може да се најде секаде каде што ги има изданијата на Антолог. Така. Колку медиумите се заинтересирани за писателите? Пред малку рековме дека ова е твоето прво интервју, за нас е тоа голема чест. Дали имало покана и од други медиуми за гостување? Без разлика дали се електронски, печатени или радио и телевизија? Ова ми е првото видео интервју, а инаку да, сум имала пишувани интервјуа со Црно-бело, со Читајбе, но нема некако заинтересираност. Мислам дека луѓето не доволно се запознаени со постоењето на оваа книга. Дали си дел од некој литературен клуб? Бидејќи во Битола ги има барем неколку, колку што знам, едниот литературен клуб е кој што го води Зоран Пејковски, нашиот познат писател и поет, е премногу активен во последно време и гледам дека нивни членови добиваат доста награди на македонски и на меѓународни конкурси. Не сум член во никое здружение, но би сакала да бидам. Единствено сум член на Македонското научно друштво. Така. Но таму претпоставувам како поради твојата работа како професор по англиски јазик. Да. Така. Но никогаш не е касно, нели? Не е касно секако. Така, времето е пред нас и новите книги се пред нас во секој случај. Дали можеби некои други теми се на повидок за пишување или стриктно ќе се држиме кон темата од првиот роман? Не, имам и други теми, секако. Имам приготвено текст за сликовница за деца. Тоа е интересно. Да, чекам илустраторот да ги доврши сликите, па да го пратиме кај некој издавач, да видиме каков повратен одговор ќе добиеме. И исто така пишувам со уште еден автор книга која ќе обработува чудни, невообичаени тематики кои се стремат кон хорор. Значи сликовницата ќе биде уште еден повод да се видиме повторно. Секако. Добро, летниот период малку е, ајде да не речеме период во кој што сите се по одмори и така натаму, но после септември можеби ќе биде на повидок твоето сликовницата ќе биде всушност второ дело, така? Да, второ дело на македонски. Наменета ќе биде за помладата генерација или затоа што сега има и сликовници за возрастни? За помлади. За помлади. Нели сега се популарни боенки за возрастни, сликовници за возрастни. Во ред, дали
кажа дека не си дел од битолските здруженија, но дали сепак соработуваш со битолски и македонски писатели, дали разменувате искуства? До сега не, бидејќи сум уште нова писателка и немам направено такви спознанства. Се надевам дека после ова наше интервју ќе има интерес од твоите колеги, од колешки да те поканат, исто така и од литературните клубови во нашиот град, кои што ги има неколку и се доста активни. Мислам дека како една писателка која што твори на специфични теми, кои што не се секојдневни, би била добро друштво во тие писателски кругови. Да, се надевам. Така. Мене ми беше мило што го направивме ова прво твое видео интервју. Денеска ја представивме оваа книга. Мислам дека, не мислам, туку сум сигурен дека ќе се видиме за сликовницата. Тоа ќе имаме повеќе теми за разговор. Ќе можеме да разговараме, и до тогаш ќе ја прочитам книгата, па ќе можеме повеќе да разговараме. Мене сепак ми беше мило што ни дојдовте денеска во кај нас и се надам дека ќе соработувам во наредниот период. Ти посакуваме многу успеси како Пеланет и да читаме и да слушаме само убави работи, убави вести за нови книги, за нови песни, за нови изданија, за успеси надвор од Македонија. Ви благодарам за прекрасните зборови и секако за поканата за ова интервју. Ти благодариме и ние тебе и ти посакуваме убава вечер.